Почитувани граѓани, почитувани медиуми, СДС, соочени со поразот кој ги очекува во Штип во престрет на престојните избори во недела, врши притисок врз вработените во Штипската клиничка болница. Вработените во Штипската клиничка болница се предмет на уцени и закани од страна на членови и активисти на СДС да не излегуваат на гласањето во недела, со надеж дека така ќе ја спречат победата на Илчо Захариев. Тортурата врз вработените оди дотуму што им се законуваат со отпуштање од работа доколку излезат на гласење, а дел од нив се казнети и со намалување на платата. Заплашувањето, уцените и подкупот се начин на кој СДС го спроведе првиот круг од локалните избори. Истото продолжи и во текот на вториот круг. Медиумите веќе пишува како СДС со злоупотреба на полицијата врши притисок врз граѓаните, имено полицијата во ромското мало во Штип влегувала низ куќите на жителите и без причина ги евидентирале истите, со цел нивно заплашување. Медиумите обзнанија и за случајот во општина Штип, каде е забележено како активисти на СДС нудат пари на граѓани за што постои и пријава во полицијата. Но по случајот нити е постапено, нити пак е евидентирана ваквата пријава за обид за подкуп во полицискиот билтен, иако е наведена пријавата со име и со презиме. Во населбата Тричешпи, во Штип, населението кажува дека секој ден доаѓаат луѓе од СДС и нудат пари, а тарифата се движи од 1000 до 3000 денари за глас за кандидатот за СДС. Притисоците не се вршат само врз граѓаните, туку и врз општинската администрација и јавните предпријатија, кои добиваат закани при вршењето на својата тековна работа. Ваквата тортура и притисок од страна на државата врз граѓаните и општината не е забележена во поновата историја на Република Македонија. СДС ги гази основните постулати на демократијата. Ваквите притисоци врз граѓаните се забележени во сите населени места каде ќе има втор круг на локалните избори. За разлика од првиот круг, сега граѓаните се охрабруваат и јавно зборуваат за притисокот од страна на СДС, како што е случајот со брачниот пар во Демир Капија и сведоштвото на полицајецот од Свети Николе. Граѓаните се одвржуваат и му застануваат на патот на населието од СДС. Граѓаните не се плашат на партиските кучиња на Зоран Заев. Граѓаните во недела ќе му го дадат одговорот на Заев и СДС за сите закани, притисоци и уцени. Ви благодарам.